200 милиони денари ќе се барат да се издвојат за поддршка на лозарите за произведено винско и трпезно грозје и тоа по најмалку 12.000 денари по хектар. Оваа мерка како предлог е доставена до подсекторската група за вино и грозје од страна на министерот Лјупчо Николовски. А таа меѓу другото доаѓа како последица на климатските промени и честите дождови оваа година кои направија големи штети на лозовите насади, поради што родот е намален и со послаб квалитет. Со новиот модел за субвенционирање лозарите до крајот на годината ќе добијат и авансната исплата од 30% на основните субвенции или 12.000 денари, а остатокот од 28.000 денари ќе им се доисплати во февруари. Со новиот модел за субвенционирање кај лозарството нема услов за минимални количини на произведено и набрано грозје, што би значило дека сите лозари, независно од тоа колкава количина грозје произвеле, ќе ги добијат преостанатите 28.000 денари со поднесена изјава. Ваквата мерка кај земјоделците предизвика коментари дека важно е да се има лозје, а дали тоа ќе даде род или не, односно дали одгледувачот ќе ги примени сите неопходни мерки или не, воопшто не е битно, субвенциите ќе стигнат.